да се спроведуваат постоечките закони еднакво за сите, да се ревидира постоечкиот закон за градење и правилниците во општините, за да не се појавуваат контрадикторни членови кои што подоцна се користат за злоупотребување. Да се обедини градежништвото како гранка во едно министерство, а не како досега две министерства да се прават ненадлежни. Воведување на обим во барањата за дозволи за градба, за да се воведат на минимум малверзации во тендерите и архитектонските проекти. Најчесто се појавува при давањето на дозволи за градба. Проектот за подземен катастар во моментов функционира како што може да функционира во Македонија, меѓутоа не функционира. Има внесувано цртежи таму, меѓутоа цртежите се многу основни, општи и треба да се почне, ако не од почеток, барем да се почне да се работи сериозно. Во моментов не се работи воопшто сериозно тој проект. Тоа би се решило со давање на една надлежност за целото градежништво на едно министерство. Значи во моментов се префрлаат надлежностите помеѓу министерствата, а со тоа и помеѓу институциите. Ако целата надлежност биде кај едно министерство, нема после да може да се префрла, не бев јас одговорен, друг беше одговорен, овој копаше, ја треба да го затворам и така натаму. Ќе биде истиот што копа, истиот ќе треба да го затвори. На едно место ќе се бараат сите дозволи, а не како сега да се бараат дозволи во Телеком или во Евана или во Водовод, па после они си копале, па друг ја затворил дупката, па требале тие што копаат да ја затворат, па не можел општината да го прави тоа зашто требало тендер и така натаму. Архитектонските стилови не би ги коментирал, сепак стилот е стил, меѓутоа начинот на кој што се гради во моментов да не е изис, би бил многу полош. И покрај тоа се соочуваме со проблеми, бидејќи не се следат правилниците за проектирање. Како поминуваат тие проекти во општина? Сите знаеме, може да се чудиме, меѓутоа знаеме. Например, не можеме да имаме спални соби помали од 9 метри квадратни, ја имаме. Не можеме да имаме дневни соби заедно со кујна кои што се 10 квадрати. Значи, тие се работи кои што се пропишани по правилник за градба, меѓутоа никој не ги почитува. Или ги почитуваат на почеток, па потоа во текот на градбата се појавуваат измени во тек на градба, што исто така е проблем кај нас. И по сила на оној што изведува, се јавуваат такви станови како што ги гледаме сега со столб во средина или помала квадратура најчесто, само за тоа што се дозволуваат такви радикални измени во тек на градба. Проблемот се настанува така што инвеститорите ги цртаат урбанистичките проекти. Не директно, меѓутоа тие ги плаќаат. И нормално секој инвеститор ќе сака најмногу да добие на неговата маркица. Тоа мора да се укине. Урбанистичките проекти мора да ги изготвува општината, односно надлежно за тоа да биде министерството како една целина за градежништво, архитектура и урбанизам. Апсолутно, тука е целиот проблем со паркирањето во градот Скопје. И во сите останати градови, нормално во Македонија, целиот проблем со паркирањето потекнува од урбанизмот. Се цртаат згради кои што, односно маркици во урбанизмот, кои што најчесто не може да се изведат со подземни паркинзи или треба да се изведат со 2 или 3 подземни гаражи. И знаеме дека никој не го прави тоа. Потоа во проектот за изведена состојба никој не го спречува тоа, бидејќи цела зграда е веќе изведена. Едно централизирано министерство за градежништво, урбанизам и архитектура, кој што ќе воведе поголема контрола на проектите и ќе може да доведе до подобри проекти кои што ќе се изведуваат понатаму. Одлуката е твоја. Среќна 13.